Добро вечер, драги гледачи, добре дојавте во нова епизода од мојот подкаст. Прво, на почеток сакам да ги поздравам през 24 кои ни се медумска поддршка. Второ, сакам да им се заблагодарам на нашите спонзори, без кои овој подкаст немаше да постои. Тоа се акција.мк, каде што можете да ги најдете сите декорации и мебел за вашиот дом. Так.мк, новчаниците кои се македонски бренд и можете да си ги нарачате кога сакате од нивната страна. Мој тонер, каде што можете да најдете кертриджи, тонери, принтери, какви да посакате. Посетете ја само страната moјtoner.mk. И исто така нови спонзори од овој подкаст се rolandplanet.mk, каде што можете да најдете многу инструменти и све што ви одговара на вас од музичка опрема. Можете да ги посетите, се наоѓаат карши Рамсторот во центар. Уживајте у подкастот, бијајќи го имаме министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, да го видите неговата друга страна. Ќе си направиме еден квалитетен муавет. Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис! Добро вечер и добре ни дојде министере и фала ти што ја прифати поканата. Се надевам дека лесно ни го најде студиото, бијајќи ова е прво прашање за сите гости мои. Како се снајдовте до тука? Дали беше лесно и... Во мојава ситуација, да бидам искрен како и стално, од кога влегов во кола додека да излегов, зјапав у телефонот, така да не биде лесно, да. Министер за внатрешни работи, сакал или не сакал, мора да има влегува во рамки на трет степен обезбедување, како што ми кажа луѓето кои што се грижат за мене од безбедносен аспект. Тука многу право на избор немам. Освен што можам да одлучам после 4,5 часот за приватни потреби да користам приватно возило. Тука е вака отприлика мојот избор негде сведен на она кое што можем јас да го кажем и она кое што не можем да го кажем. Иначе во останатиот дел постапувам согласно на пастиве што ми ги даваат луѓето кои што се грижат за мојата безбедност од аспект на позицијата која што имам. Ко си се нафатил да работиш на позиција министер за внатрешни, мораш да почитуваш протоколи, така да овде нема сакам, не сакам. Ако ме прашате лично, имајќи ја предвид слободата која што сум имал претходно во живот, трнувајќи од тоа што сум работел, како сум работел и како сум се облекувал. Има кодекс на облекување сега све? Мора да биде начално, по протокол? Начално да. Не може да биде така лабаво да... Види, у ден имаш 2 до 3 средби со амбасадори, 2 до 3 официјални средби со луѓе кои што нели очекуваат да видат од другата страна еден пристојно облечен и пристојно како да скоцкан министер за внатрешни работи, така да нормално, разбирам. Имам луѓе кои што еве да речам дека се грижат и за тоа што јас ако ме прашате не би носел дело, би бил многу по-комодно, вака нешто како вие отприлика облечен. Фала ти, кажи ми, например, од кога стана министер и претходно, каков беше денот, како ти почнуваше претходно денот, а како сега? Види, начално луѓето знаат дека, оние кои што ме знаат добро, знаат дека сум бркохолик. Од аспект на функционирање на денот со работни обврски многу разлика немам во делот на отпочнување. Со тоа што претходно ранобудник сум, многу рано станувам негде од прилика 5:30-6 и претходно сакав да испешачам една добра тура, дали во парк, дали на водно. Сега не можам да се луксузирам со времето во тој дел, затоа што тоа време се будам, ми треба половина час додека да видам кај сум, што сум од Савајле и правам план за активности во текот на денот. Од дома излегувам негде околу 15 за 8, 10 за 8 и негде околу 5 до 8 близко живеам до Министерството за внатрешни работи, сум во канцеларија и почнува денот, отприлика така е секој утро. А претходно беше многу полабо. Сега е птен набиена агендата. Со почетокот на работниот ден отприлика беше слично со тоа што
Исто време станувам, само што од Сабајле пешачев наместо да спремам агенда за отекот на денот и да размислувам што ме чека отекот на денот. Ама сега многу касно завршува денот. Претходно, како адвокат, можев да си дозволам соборски да завршам во 4 часот по ручек, 5, 6, небитно, може и 12, ако немам обврски, па да се излезам со помало дете, пошто тоа не е се уште на школа. И да прошетам, ама сега тешко да си дојдам пред 10 часот. Не има многу работа. Така е. Често се прибираме со моите луѓе и после полноќ, така да... Сакам, ве викнав затоа што сакам да го представиме министерот, да знаат дека и другите, мислам и политичарите имаат се нормални луѓе од крв и месо, дека не се као што ги гледаат само на телевизија. Затоа сам да ми кажете од кај потекнувате, каде сте учеле, што сте правеле као мал, па се до ден денес до ова што сте стигнале моментално. Ти благодарам за можноста за тоа. Јас сметам дека секој еден политичар треба да биде доживеан од страна на јавноста, од страна на своите луѓе. Кога говорам за своите луѓе, зборам за својата нација, својот народ, своите граѓани, како нормален човек. Така да и министерот, и еве кај мене колегите на работа, и полицајците кои што се во униформа и оние кои што не се во униформа, сите се тие нормални луѓе. Проблемот е што кај нас малце, како да кажем, во минатото не било така, и во минатото, јас велам, нашала политичарите како да се со плава крв, нели, па сега наместо тие да му служат на народот, пошто тоа треба да биде по дефиниција политичар, односно, еве, конкретно и министер, обично бараат другите околу нив да им служат нив. И кај нас, како што и во многу ситуации, тезите се обратно поставени од како што треба да бидат, она што е добро се вели дека е лошо, она што е лошо се вели дека е добро. Се надевам дека во иднина граѓаните ќе имаат можност да видат нормални политичари кои што ќе се достапни за јавноста, ќе се потранспарентни во работењето и ќе може да си има една слика дека и политичарот треба да седне да касне нешто, и политичарот треба да се види со фамилијата, и политичарот има другари, и политичарот оди на свадба, и политичарот игра оро, и политичарот, не знам, оди во црква. Значи, да не бидат звезди као сите политичари што така ги смета народов. Тоа е до луѓето. Јас мислам дека за овие месец дена имав прилика да покажам дека сум таков како што сум. Јас немам срам од работа, немам срам да земам метла да изметам лисија пред канцеларија каде што работев. Сите комшии мои кои што гравитираат околу мене го знаат тоа. Немам срам да кажам дека сам сум фрлал ѓубре, и сега фрлам ѓубре, и сега метам лисија, и сега нормално функционирам на начин на кој што сум функционирал претходно, да. Само што проблемот е времето. Да, сега е проблем. Сега е проблем времето на вистина, и трпи фамилијава моја, не дека не трпи, трпат највеќе децата и сопругата. Еве јавно да им се заблагодарам, особено на сопругата, за тоа што сега најголемиот поддршка. Најголемиот терет на незе е падната, ама се надевам дека не е вака нонстоп. Јас сум бил и претходно вработен. Сум работел во рамки на државна служба, сум бил дел од прилика околу 3 години, сум работел во Министерство за транспорт. И таму се работело многу, ама не било вака, во темпо не било. Иначе имаше прашање во јавноста каде сум бил роден. Да. Јас сум велешанец, роден сум во Велес. Од едната страна по татко сум по потекло од Егејска Македонија, по мајка сум по потекло од Велешанец. Мегдан е малото каде што е роден дедо ми, да речам. Кога го спомнав дедо ми е, Бог да опрости почината, истиот беше влачар. Влачар е професија која што на времето била една од клучите занаети во нашава историја, за да може да се обработи
волната, за да на крајот од волната се исплете некој джемпер, се исплете се исткае јамболија и черга и така натаму. Роден Велешанец, дојдем во Скопје од прилика негде на 19 години со моето запишување на правен факултет, иначе во Велес имам учено основна школа во основното училиште Блаже Коневски, целодневен престој во тоа време. Сметам дека тоа беше многу клучно од аспект на моето описменување, заради тоа што и другарување, и сите оние карактерни особини кои што сме ги изградиле како деца, сме ги изградиле во рамки на тој процес. Имаше фантастични учители кои што не образоваа во рамки на Блаже Коневски школото. Таму бевме од 8 до 4 секој еден ден, нели од понеделник до петок, и има многу добри другарства створено во тој период, има многу работи научено во тој период, кои што до ден денеска, да речем, ми користат во животов. Средно училиште имам завршено во гимназијата во Велес, Кочо Рацин. Преубав период од мојот живот. Иначе сум бивш спортист. Имам тренирано во периодот основно и средно активно и карате и одбојка. Сум либеро играв иначе одбојка. Немам некоја кузна каква висина, 1,85 м сум висок. Ама каратето ме раздвижи добро, како да кажем, ме подготви да сум физички активен доста со нозете и да добро се фрлам по терен, така да во одбојкарскиот клуб Борец играв една сезона, прва постава либеро. Тоа е оној што го носи другата боја на дрес. Да. Оној кој што приема одбрана што игра. И така, се дружите ли уште со некој од тие другари што ви останале? Многу се дружам со... У контакт сте со сите? Па друштвото мое кое што се дружам и овде во Скопје, но до 80% се велешани. А некои спомени вака што ги паметите уште од тоа време, што ви останале врежани вака во глава? Носите со себе? Многу убави спомени имам со тие луѓе. Тоа се луѓе кои што нажалост да речеме 1/3 сигурно од нив не се повеќе во Македонија. За жал. Имаме еден, и тоа се страшно квалитетни луѓе кои што се експерти во своја професија. Баш вчера бевме собрани дел од нас овде. Еден од моите другари е иселен во Малме. Тој работи како заврши електрофакултет, работи како системаш, клауд нешто, системи, појма немам што работи точно. Само знам дека и тука кога беше имаше топ плата. Феноменална плата имаше и тука. Ама условите за така живот? И реши да си сели во Малме, во Шведска. И тука работеше исто за шведска компанија. Но си сели со 2 дечиња, прекрасни дечиња. Со неговата сопруга, сега е во Малме, имам многу добар другар на кој што сум и кум. Сум ги крстил неговите 2 деца, тој живее во Германија, во Бад Нойштад. Тоа е едно убаво градче кое што има една огромна клиника за кардиологија и тој е таму сега специализираше таму за кардиологија, интервентен кардиолог. Феноменален во своја професија. Неговата сопруга е специјалист пулмолог. Значи секој тргнал по страшен кадар, потенцијал за да го качи нивото на функционирање во држава, си отишле не заради финансиски причини, туку си отишле заради тоа што не биле задоволни од тоа држава на која дереđe и во која насока се движи. Исто ја имам многу другари што се ептен квалитетни, ама за жал не сме толку блиски, бидејќи се преселени од држава. Заради тие причини вие што ги кажувате сега. Жално е тоа. Една од главните мисии на сите нас треба да е како да ги задржиме, особено младите кои што се тука, а јас би рекол и како да вратиме дел од овие луѓе кои што си ја сакаат Македонија,
сакаат да ја дадат на Македонија, но биле тотално разочарани од правецот во кој што се движи и не ради финансиски причини, туку ради општествени причини решиле да се иселат од Македонија. И убеден сум дека можеме да ги вратиме овие луѓе. Овие луѓе, пак ќе повторам, ја сакаат Македонија, од срце ја сакаат Македонија. Дефинитивно. И многу ми е драго, имав можност да поразговарам со еден човек кој што е председател на здружение некое во Германија. Наш? Наш, да. Здружение на македонци кои што живеат во Германија, кој што е роден во Германија, но е школуван основно и средна школа во Македонија, па повторно е отиден во Германија. Многу ми е драго за тоа што кај него видов еден елан убав и идеја и желба да помогне на Македонија. Па сите треба да помогнеме. Да помогне на Македонија и драго ми е дека има такви луѓе кои што се спремни да своето животно искуство, својата емпирија вложат во тоа да помогнат на Македонија, секој во зависност од своите капацитети кои што, нели, истиот е на високо ниво во рамките. Човекот беше конкретно инженер во делот на тој ми објасни дека во Германија архитектите се занимавале со делот на проектирање, надзор и ставање во функција на самите објекти во дел на изведба, статика и така натаму, а во делот на струја, вода, каблирање, водовод, загревање, клим уреди и така натаму, тоа го прават инженери од посебна област, дека тој има таму свое собствено биро каде што работи и е спремен целокупното знаење да го пренесе тука. Да го пренесе овде и вака искрено ме радува што има такви луѓе и што се желни да дојдат овде. И мене ме радува што сакаат да помогнат на Македонија. Искрено, кажете ми после средното како одлучувате да идете у Скопје и зашто, мислам, на кој факултет се запишувате? Правен факултет, Јустинијан први. Мојата мајка сакаше да учам електро. Добро ми одеше математика во основно и во средно и сметаше дека електро е иднината на кое што треба јас да професионално совладам, заради тоа што има огромен потенцијал за развој и не грешеше. Морам да пофалам мајка ми дека не грешеше, ама пустото јас не сакав да го продолжам мојот професионален пат таму, сакав да станам адвокат, тоа беше вака. А од каде идејата за адвокат? Од стално сум имал дарба да можам да добро спакувам одредена фактичка состојба, да можам да го презентирам она кое што треба да се презентира на соодветен начин, да извадам максимум од конкретна ситуација. Не знам искрено од каде ми дошло тоа, вајда сум гледал некој филм по Да, тоа сакам да прашам. Сум гледал вајда некој филм со адвокат и така ми се створила љубовта за тоа, но видите, адвокатурата е на таква, како да кажам, феноменална професија, каде што ако ја работите како што треба да ја работите, нуди неограничени можности, како во делот на наобразба, како во делот на финансии, како во делот на интелектуално надградување, како во делот на слобода. Значи, сам свој газда сте тука, не зависите од никого, сам го планирате денот, да, нормално, посветени сте на странките, но вие го менаџирате. Например, кај е огромната разлика? Сабота и недела, како адвокат, никогаш не сум работил. Слободно. Секогаш сум бил посветен на децата и на фамилијата. За разлика од сега, каде што никој не ме прашува мене дали сабота и недела ја сакам да сум со семејството или не сакам, едноставно обврските се преголеми да можам да се посветам на семејството, но се надевам дека нема да е така после. Напорно е. Видете, добро е човек да земе оддишка барем еден ден. Дека е напорно, е многу напорно, ама исто така добро е човек да може да помага на луѓе.
од оваа позиција каде што сум сега, можам да помогнем на многу луѓе. Секогаш сум сметал дека на човека ако можеш да му помогнеш, помогни му. Ако не можеш да му помогнеш, Не му одмагај. не му одмагај барем. И мораме вака јавно да му се заблагодарам на претседателот на ВМРО ДПМН, господин Христијан Мицковски, за тоа што тој е тој што ме инспирираше да влезам во оваа приказна уште пред многу години. Неговата интенција секогаш била дека ако човек ја сака Македонија, не може однадвор гледајќи и стоејќи настрана да превземе соодветни чекори за да сите ние живееме подобро во Македонија. Аполо, повеќе од 25 години увозници на принтери и тонери во Република Македонија. Све што сакате, можете да најдете на нивната страна moјтонер.mk. Ако ти треба принтер или тонер, тука е Аполо. Мора да влеземе во рамки на систем, мора да дадеме се од себе, мора ние да ја вратиме на Македонија она кое што таа ни го дала нас. И тоа беше вака една од основните причини зошто и се нафатив да ја прифатам оваа огромна чест, ама и огромна одговорност. Ама искрено не знаев дека доволку ќе е вака потребно ангажман за да пробаме некако да ги подобриме состојбите. Резултати луѓето гледаат од нашата работа, меѓутоа криво ми е за тоа што не можам да ги решам проблемите кои што овие неспособни ги оставиле позади нив. Не се во ваша моќ моментално. Не се, ама знаете кога гледат отстрана едно и критикувате, плукате, нели, велите вака може подобро ќе, вака може да се реши проблемот или па не може и така натаму. Ако ќе седнете на столчето кај што диригентската полка е ваша, сваќате дека до толку е руиниран системот што подобро ви се исплати да земете да гурнете она што само ќе се распадне кајде и да почнете одново да градите. Ама сега е таков периодот, рацете ми се врзани. Зошто велам рацете ми се врзани? Заради тоа што од една страна имате дополнителен министер, функција измислена само за во Македонија, од друга страна имате заменик министер, од трета страна имате влада, која што не треба многу да ја критикувам, затоа што народот многу добро знае како функционира влада. Ставот на владата начално е вака народски кажано, бутни прачка пи вино. Таков им е стилот во однос на се и како до сега е основниот принцип врз основа на кој што се водат при носење на секојдневни одлуки, а тие одлуки при тоа се тотално незаконити. Незаконити од аспект на тоа да не ми дадат СВРТ-тоа да биде управувано од страна на началник кој што законот ми дозволува јас да го одберам, да ми поништуваат одлуки без никакво правно образложение кој што за дополнителниот оценил дека треба да бидат поништени и така натаму. Вакво дивиештво од аспект на носење на незаконите одлуки, не велам дека немало и претходно, ама ова е онака врвот на онаа флоскула на времето нема правда, нема мир, е сега моментално. Заради тоа што сега нема никакво, барем претходно давале некакво образложение, па сега ти тумачи го како правник, добро ли е, лошо ли е, издржано ли е, не ли е. Сега нити образложение не ти даваат. Такво е нивото на разорување. Мислам дека народот ја укапира и состојбата и све што се дешаваше, така да ќе видиме што ќе се деси на изборите. Сам да ве прашам, како влагате во политиката? И кога влагате во политиката? Одма после со завршување на факултетот или работите како адвокат па влагате во политика? После дипломирање кој ве натера? После дипломирање се зачленувам во ВМРО ДПМН, значи негде од прилика 2005-та. Зошто баш ВМРО ДПМН? Нема друга опција. За мене како човек што си ја сака Македонија, кој што е десничар по природа, конзервативен во ставови и сваќања, и оние 4 свети букви, мислам дека тука нема. Прашање било кога да се активирам, не било прашање каде да се активирам. И по природа на нештата, сите не, ама едно 90% од неблиските кои што ми биле, припаѓаат таму кај што припаѓаат. Но ве поддржуваат ли тие неблиските моментално за ова што го работите? И другарите, па на нив и мислев, најблиските моментално ме поддржуваат со тоа што не ме бараат. Да, знаат дека немате време.
темпове навистина страшно и дури малце пред некој ден така чудно ми падна и викам на жена ми, кај се луѓе? Гениално. А вика, тука се, кај се? И ми кажува кој е, под кај знаеш? Па вика, секој ден зборам со сите. Сега сите мене ми звонат. Не ти звонат тебе, ама ми звонат мене. И драго ми е што тие луѓе се тука, тие луѓе ми даваат љубов, тие луѓе ме поддржуваат целосно и без тие луѓе зборам за другарите и за најблиската фамилија. Без нив, реално и без она кое што сум го добил како поддршка во животот од нив, не би бил тоа што сум. Нормално. Не би бил тоа што сум. Ќе ве навратам пак за кога влагате во ВМРО и каде 2005-та. И на која позиција, од каде почнувате? 2005-та се зачленувам во ВМРО ДПМН, во тој период не сум активен. 2005-та работам, почнувам со својата професионална кариера, да речеме, како волонтер во Основен суд во Скопје. 2007-2008 мислам дека на почетокот почнувам да работам во транспорт и врски и тој период измеѓу 2005 и 2007 почнувам да бидам поактивен. Вака, прво што памтам нешто се активности кои што сум ги имал со Сигур Јанушев. Него сум му кум. Исто, иначе кум сум на 5 места. Да, почва вика дека непарно треба да биде. И така, со него, да речеме, дека ми се првите активни чекори во рамки на партиските активности кои што сум ги имал. Со тоа што сум бил член на партиска комисија за урбанизам, градежништво и транспорт тогаш, на времето, 2010-11 тој период. 2014-15 се години не ме држате баш за збор, сум дел од правна комисија на ВМРО ДПМН како член. 2016-17 станувам председател на статутарна комисија на ВМРО ДПМН. 2022-3 станувам председател на правна комисија на ВМРО ДПМН. Отприлика, вака, партискиот бекграунд ми е тој. А имало почнување она како што почнуваат, мислам како што почнувале на времето лепење плакати и такви ствари? Не сум учествувал, не сум бил дел од УМС. Тие герила акции, како ги викаат. Не сум бил дел од УМС. Јас сум вклучен после факултет во рамки на партиско работење и секогаш најчесто моите активности биле поврзани со мојава професија, да речем. Да, нормално. Сум помагал во делот на се она кое што било поврзано со право, со изготвување на законски прописи, со амандмани во делот сум учествувал во дел на процеси при преговарање за изготвување на закони. Статутот на ВМРО ДПМН е, да речем, заедно со членовите на статутарната комисија во тој период е моје дело, наше дело, на сите оние членови кои што беа во тој период во статутарната комисија. Отприлика тоа се моите партиски. Сум бил подсекретар на изборна единица во изборна единица 2 во делот на општински комитет Ѓорче Петров, општински комитет Куманово, општински комитет Чучер Сандево, општински комитет Старонагоричани. Имам доста бекграунд. Имам доста партиски бекграунд. Да, имам учествувано активно во рамки на повеќе изборни циклуси, како пред избори, така и за време на избори. Имам доста партиски бекграунд. Сега ќе ви излечам од политика, па после ќе се навратиме, само да ми кажете, пошто знам дека имате 2 ќерки, како е да бидете родител на 2 ќерки и на што ги учите вие вашите ќерки? Во кој правец ги? Да бидеш татко на 2 ќерки е голем благослов. Така, едно од поголемите желби животни на приватен план ми е да бидам татко на 3 ќерки. Дај Боже. Дај Боже.
не знам, како беше таа старата, нели имаше една поговорка таму деме, ко се раѓа син, не знам кој се радува, ко се раѓа ќерка, не знам кој се радува, меѓутоа во Скопје вака ми замеруваат, односно се чудат кога на моите ќерки ќе ми се обратам со сине, ама па во Велес нема разлика со сине кога се обраќаш на чедо твое. Јас не правам никаква разлика измеѓу машко и девојче. Тие ми се најголемата милост и најголемиот благослов од Господ, кој што ми е даден до сега, нека ми извини жена ми, ама така е. Но сепак жена ми е таа која што е клучна во делот на комуникација и однос со нив, затоа што особено е, да речем, овој период од месец дена, тешко е дека ја можам да се пофалам со времето кое што одвојам за нив. Но јас би бил најсреќен човек кога моите деца ќе знаат што е добро и што е лошо. И кога да препознаат доброто и лошото. Кога како рол модел би им биле, не знам, славни писатели, кога како рол модел би им биле славни актери, славни, не знам, добитници на Нобелова награда, а не политичари и бандити од наше општество, да не именувам сега, да не именувам никого, не сакам да окарактеризирам никого, меѓутоа тука ги имам многу, тука обично е синоним бандит и политичар. Тик-так. Ве потсеќа на нешто? Тоа е македонски производ. Часовници и новчаници кожни многу се добри, многу се ефикасни и може све да собере у нив. Проверете на tak.mk, изберете си, ефтини се, а се македонски, поддржите македонски производи. Па обично е синоним заради тоа што политиката обично ја сваќале политичарите за лично себе и финансиско и секакво друго искачување по скалилото на, ја би го рекол, на пропаста, заради тоа што не знам што прават со овие милиарди милиони кои што ги слушаме секојдневно што ги крадат. Ама они си знаат, не знам, човек може на колку столчиња може да седи човек во исто време? На едно само. На колку кревети може да спие во исто време? На колку одмори ќе отиде во текот на годината? Да. Колку пати може да ручува денот? Колку пати може да на вечер да отиде во денот? Колку флаши вода може да испие? Да, све што е претерано е сувишно. Така да, ама не размислуваат сите луѓе, така да види, на крајот на денот секој има право да го мисли онако што самиот смета дека треба да го мисли, ама когом плаќа, а некоја плаќаат македонските граѓани. Да. Не народот кој плаќа. Некоја плаќа народот. Кажи ми, во денешно време се поштуваат ли оние семејни традиционални вредности или мислите дека полека се губат? Нажалост, сигурен сум дека полека се губат. И што да направиме да ги вратиме? Снима тоа, така? Првен да вратиме надежта кај луѓето дека може нормално да се тераат работи. Во еден разговор што го имав со јавниот обвинител новиот на Република Македонија, малци и на шала, му реков дека за 100% може да го подобри рейтингот на јавното обвинителство само ако 2% го качи. Шо тоа би значило дека моментално е 2% рейтингот на обвинителството. Значи само со едно нормално поведение за многу брзо време гарантирам дека може да го качи на 4. Да, 4 е многу малце, ама во споредба со 2 е дупло. Така да многу вака сум разочаран од тоа дека колегиве во министерство се фасцинирани од тоа дека има некој раководен функционер кој што вика добар ден, добро вечер, убав ден да имате. Што има и така натаму и така натаму. Емпатија некоја. Не е тоа емпатија, тоа е основна култура. Или култура, да. И вајда не знам како ќе функционираш ако немаш нормалност во начинот на комуникација, како ќе функционираш, како ќе ги сакаш другите ако не се сакаш себе, како ќе дадеш љубов на семејството ако не дадеш љубов на луѓето околу тебе.
се губи тоа полека кај нас. И сега се навикнуваат луѓето на тоа. тоа било нешто чудно, не бе, тоа е најминимум што може и треба да го направи некој Точно. некој функционер. Не заради тоа што е функционер, заради тоа што треба Што е пред се да човек. биде човек. Така е. И не знам сега зошто, ама како да речам, летнато еврапчето ке многу луѓе удржава, особено оние кои што се сметаат дека се наследници на Амон-Ра, ама очигледно дека огромен број на функционери во минатото мислеле дека имаат плава крв и не само во минатото и денеска. И се надевам дека тоа ќе се смени. Се надевам дека во иднина ќе имаме политичари кои што ќе му служат на народот, а не политичари кои што ќе бараат другите да им служат нив. И јас се надевам дека ќе се оправи нешто. Не бива во иначе. држава, инаку Значи, не бива. иначе не бива. Ако ние, видите, мораш да се грижиш за државниот буџет како да е твојот буџет. Мораш да се грижиш за државниот џеб како да е твој џеб. Имам еден органограм во канцеларијава кај што сум во министерство, на него има, ќе те земам еден ден со мене да дојдеш да видиш, не можеш да ги избориш колку многу функционерски позиции има во рамките на министерство. Сите се старешини. Сите се функционери. До неверојатна работа. А мај што се старешини по оние коцкичкини. Туку и секоја коцкичка има најмалку 6 двајца. Значи, началников на шо иде, најмалку има помошник и има заменик. А негде помошникот има уште еден помошник, а заменикот има уште еден заменик. А Да се нема чудиш. потреба од тоа. Нешто нема потреба тоа. Јас им велам дека да се во приватен сектор, ќе не може да извадат ни за бурек. А камоли па да може да си оплатат ручекот и вечерата, а камоли па да поканат и нагости некој да им даде. Значи, јас предходно во адвокатска работа која што работев, имав 3 вработени, ама 4 работници со семена. И така кога гледаш на работите, е едно. А ти која имаш поише од половина старешини, а нема работници, а сите се жалат, пазите се, денеска бев во СВР Скопје и супер таму разговараме со раководната структура и во делот на оние кои што се раководни позиции, нема проблем, све е пополнето. Во делов на овие кои што се во униформа и треба да работат да бидат вистинското лице на Министерството за внатрешни работи, 30% пополнето се. Како се? Како овие 100% функционери, нели, и тие не знам какви позиции, меѓутоа се раководни позиции, како овие се, на кого ќе му даваат наредби? Кој ќе работи од држава? Па не остана човек за работа од држава. Обратно пропорционален не е поставен системот. Вајда би требало да имаш поише работници од колку што имаш началници. Така? Па нормално. Секој нормален така би размислил. И да, не можам да го сватам вака се уште не можам да го сватам како функционира. Како уопште обстанале, ама вајда, која друг плаќа лесно е. А кажи ми, пошто на пример многу се збори низ народов и сам да ве прашам и вас. На пример во Америка луѓе кои ќе видат полиција се безбедни, се осеќаат безбедно. А кај нас не ќе да видат полицијата зашто мислат дека нешто ќе им наштети, дека казна ќе им пише. Зашо е тоа така? Зашо е таа верзија према полицајците? Заради тоа, види, од детството моје јас полицијата не ја памтам како апо. Како страшило, апо е велешки термин за страшило. Не ја памтам така. Напротив, ја памтам сосем обратно. Дека ќе ти помогне, дека така е, дека ако имаш така треба да биде. Ама така беше. Ние го уништивме. Ние кога говорам од последниве 30 години ја уништивме перцепцијата за полицијата. Зошто? Заради тоа што платите на полицајците се мизерни. Мизерни се, верувајте. Полицаец е преска, тоа ми го кажа, полицаец кој што има основица и го обезбедува кам маркет, да кажем, или било кој друг маркет, зима 24 денари плата, а магационерот во кам маркет кој што треба да биде обезбедуван од полицајецов, зима 35 денари плата. И зошто млад човек да се инспирира и да сака да е под безбедносен ризик, да сака да има од старто некој што ќе го погледа негативна перцепција за него, да нема униформа при тоа, да нема кондури, да се снаоѓа, да нема возило, да нема капа, да нема муниција и да не кажем уште што се нема, да не испадне само дека ништо нема, ама тука негде сме отприлика, во приказна. Зошто да работи тој? Има гнев во себе полицајците. Огромен. И тоа не треба да е така. Тоа не треба да е така. Мислите дека ќе се реши тоа за
некој ден мислам да излезат луѓе и да немаат страф од полицијава, него да си бидат безбедни да се чувствуваат кога ќе ги видат. Треба процес на ја би го рекол ресоциализација како на граѓаните, така и на полицајците во делот на нормалност. Еве така е да ја дефинирам формула. Заради тоа што од една страна полицијата ќе мора многу да се професионализира, но од друга страна за тоа треба да добие соодветен паричен надоместок. За тоа и треба да има соодветна униформа. Па не шо личи кога ќе влезете вие во Македонија сега, од граница од Србија ги гледате полицајци и скинати униформи имаат. Да. Кога ќе ги видите објекти нека што седат, што да ви кажам? Не знаете дали ќе падне објектот или ќе падне полицајецот. Кога влеговте тука, што ми рековте за студио? Дека е подобро од RolandPlanet.mk, продавница за музичка опрема и за музички инструменти. Се што сакате можете да си најдете кај нив, се наоѓаат Карши Рамсторот во центар. Подобро од она кое што го имаме во Велес како управни служби. Катастрофа. И сега ние пробуваме да направиме нешто, да го избелиме ако ништо друго, како што викаме во Велес, вие велите да го искречиме. Прашина да собереме, теписите да ги испереме, да ставиме нови. Да минимум нешто. Услови за да залечи, ама не бива така. Не бива така. И процес кој што ќе фатиш да го тераш, треба да го истераш до крај како што треба да го истераш. И континуирано да го следиш како се развива. Мора да имаме системски решенија за од секој аспект. Еве се шегуваат со мене министерот за реновирање на тоалети, ваму таму. Видете се, не може министерство кај што прима граѓани во делот на и треба да биде сервис на граѓаните да нема тоалет. Може ли да нема тоалет? Па не постои тоа. Така? Да. Од една страна, од друга страна, нели е најчудно и најсулудо и надвор од памет да го имаш тоалетов, да е изграден пред 12 години, да е направен цакум пакум секој што треба, да пукнала некоја цевка пред 12 години, да го заклучиле, да пораснало едно дрво од оние само растечкини пред него и никој да не знае дека има тоалети. А при тоа има 4 машки, 4 женски тоалети, пази, и веца за инвалиди, и тоалет за инвалиди има. И сега го исековме дрвото, ја отворивме вратата, ја саниравме цевката, дрвото си растело. Да, ќе ти покажам слики после ако сакаш. И сега таму имаме тоалет со 4 машки, 4 женски и посебна просторија за инвалиди. И сега тоа било смешно. Не, тоа е жално. Тоа е жално, да. Жално е што после 12 години така стоело. Тоа е жално. Треба да и заради тоа што ми се пожалил некој граѓанин дека имал здравствени проблеми одредени и морал да оди во тоалет многу почесто отколку што ние сме предвиделе и сме создали услови за да може човеков да се фотографира, а таму бил 6 сати. И како да ви кажам се, да. Па иницијатива од моја страна, па ангажман од страна на мој луѓе, па некој успеал да го открие да го открие чудово дека таму имало тоалет. Срамота. Да. Значи срамота е мовето што го правиме, ама тоа е реалноста. Тоа е реалноста, мора да престанеме да се лажеме. Затоа што вие многу лажеле и многу лажат уште. Јас се чудам како може толку да лажат луѓе, тоа е неверојатно нешто. Отвори уста, ние викаме Велес, Зине излаже. Тоа е феномен невиден. Македонија е земја на парадокси, тоа вака е факт кој што е неспорен дури ни за амбасадориве, ама феноменот на Зина излаже поврзан со господа кои што се сега функционери, тоа е па чудо невидено. Ја не знам како може да има до толку инспирација за лажење. Ама тоа е реалност. Тоа е реалност. Кажете ми, значи розово не е, многу е црно. Дали има надеж за да се поправи нешто? Има да. Малце, да. Дали има да. Ќе можеме да го обоиме, да. Има да, само да, не да боиме, нема да боиме, сега може само да шминкаме, ама суштински да се фатиме со реформи. Здраве Господ, после 8 мај. Мислам дека овој пат народот ја свати грешката што ја направи минатиот пат пред 4 години. Мислам дека ќе излезе во огромен број и во огромен број ќе им прати порака на ова лажговци дека доволно е. Дека до тука е. Доволно е, до тука име, доста име, некој одат у политичка пензија, кој ќе оди у пензија, кој ќе оди на други места,
Тоа ќе си каже во рамки на закон идното институционално работење на сите надлежни органи, пошто гледам дека многу луѓе треба на вака по мене, вака со моево скромно 20 годишно искуство, многу луѓе ќе треба да сносат огромни одговорности во неа. Има ли прљави игри во политиката? Еве и сега откако сте министар за внатрешни работи. Кратко да одговорам, има, да. Да. Пред вас говорат едно, позади вас друго. Ама немаат многу. Нажалост до сега ти имале долговечност. Ама ги потрошија џокерите, народот веќе нема да може така лесно да го манипулираат и мислам дека нивното време заврши. На такви ситни преваранти времето им заврши. Додуше има и многу крупни преваранти. Ама мислам дека нивното време заврши. Пошто исто се збори низ народов дека овие се такви, а заедно седат на маса приватно. Дали постои тоа со, например, ВМРО и СДС заедно на приватна средба да си се дружат и као ништо да не се случува? Пошто такви муабети има низ народов и затоа и прашувам. Видете, легитимно е народот да има горчина од сето она кое што го гледа. Легитимно е народот да не верува. Тука е суштината. Дали веруваш или не веруваш на политичари. Легитимно е народот да не верува на политичарите, заради тоа што Азина излаже се 90% од моменталните функционери на власт. Тај од СДСМ, тај од ДУИ, тај од останативе. Не велам дека немало такви од ВМРО ДПМН, не? Имало. Времето го покажало тоа. Не би бил свој ако не го кажам и тоа. Но дека има разлика, мислам дека на таа тема не треба мувет да правим. Очигледно е дека има разлика измеѓу оние кои што си ја сакаат Македонија и оние кои што работат на штета на интересите на Македонија. И на македонскиот народ, многу вид. Почитувате ли некој од колегите ваши од спротивната страна? Почитувам, да, секако. Има секаде, во секој табор има луѓе кои што си ја сакаат Македонија, еве, не знам, треба да кажам си име и презиме некој. Ако сакате, како сакате. Еве, секогаш давам предност на дамите, така да слободно можам да кажам дека од аспект на добар дел од она кое што сум имал можност да имам комуникација со господјата Сонја Мираковска, секогаш сум имал коректен професионален однос, па можам и да кажам дека и во добар дел од нашите сваќања за тоа како би требало да биде, сме биле на иста страна во делот особено во делот на правни прашања. Еве, Нејзе би издвоил како разумен човек од исто и Нејзе ја издвојувате од осамостојување на Македонија до сега како политичар што го почитувате највеќе или имате некој друг што највише ви се, мислам, допаѓа како работи, како си ја работи работата? Збориме за луѓе кои што се во историјата или за денес? До денес. Ако збориме за луѓе од историјата, би сакал да го издвојам председателот Борис Трајковски, како човек кој што си ја сакал Македонија со сето срце и човек кој што бил нормален човек. Значи, најнормален човек кој што се трудел да Македонија биде нешто подобро од она што било претходно. Од некогашен аспект. Од денешен аспект, морам да го издвојам председателот Христијан, кој што сум убеден дека ќе биде најдобриот премиер што било кога го имала Македонија. Заради тоа што си ја сака Македонија, заради тоа што многу добро знам колку вложува за да дојдеме конечно до една влада која што сеќа направи за да Македонија биде подобро место за живење. А не да биде полтрон како овие други кои што сеќа направиле само за свој лични интереси. Нормално. Исто. И ја го делам мислењето со вас. Со оглед на тоа дека немате време. Да, морам додам. Да. Не сакам да ве задржувам, фала ви многу што гостувавте. Јас имам некои поклончиња од моите спонзори. Благодарам и вам на поканата. Од мој тонер, ова е новчаник за вас. Тука може и лични карти да се стават и се, само пасоши не може. Така. Благодарам, многу драго ми е што бев денеска од вашата емисија. Ова е прв пат да гостувам негде да не ме прашаат за пасоши нешто.
Да, па да не ја начнуваме таа тема, само Прв малце пат полабава е ова, да, и ми беше доста пријатно ја да ви кажам и се надам дека повторно ќе имам ваква можност. Обавезно ќе ви викнеме пак после избори, кога сакате. Со задоволство. Ние тука прекинуваме, имајте убава вечер, драги гледачи. Добар ден, драги гледачи. Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис.